Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Возбудата од парискиот мотор шоу уште не спласнува. За жал, под куполите во Париз не беше присутен Опел, но затоа денеска сме во Руселскајм за да се соочиме со најновиот производ од ергелата на Руселскајмскиот Гром. Ние сме тука да го возиме Opel Grandland во својата електрична изведба. Но, пред да ви ги пренесеме впечатоците од возењето и она што може да го направи Grandland со своето електрично издание, ве поканувам да ги видите останатите прилози што ги подготвивме денеска за вас. На посебно барање на еден свој верен купувач од Југоисточна Азија, Јагуар направи два потполно нови примероци на легендарниот E-Type, точно 50 години откако престана со неговото производство. Користена е оригиналната техничка документација, но возилата не се идентични како некогаш. Имаат 3,8 литарски мотор со електронско вбрзгување место тројни карбуратори, спарен со 5 степен менувач. Меѓу другите модерни подобрувања е загревањето на ветробранското стакло и Bluetooth радиото. Посебно внимание е посветено на филигрански прецизно обработената внатрешност во која се среќаваат детали од сребро и 18 каратно злато. Колку чинат овие автомобили не е познато, место тоа Јагуар објави дека на неговите експерти им биле потребни повеќе од 2000 работни часа за да ги направат. Кинескиот Катл најави и револуција кај хибридите, на кои новите батерии ќе им обезбедат поголема автономија со нулта емисии отколку кај некои електрични автомобили. Според податоците објавени на нивното представување, возилата опремени со овие батерии ќе може да поминат и до 400 километри со едно полнење. Најголемиот светски производител на батерии тврди уште и дека со големата брзина на полнење за 10 минути тие ќе се обезбедат со струја за повеќе од 280 километри. Тоа е овозможено со новата конструкција на површината на материјалот на катодата, на која со иновативна формулација и електролитот се создава нанозаштитен слој. Според најавите, веќе се заинтересирани неколку производители на возила кои планираат идната година да лансираат 30 на модели да се опремат со овие батерии. Одложувајќи ги плановите за електрификација, Бентли се сврте кон синтетичките горива, чија употреба во своите автомобили ја демонстрираше на посебно организирано возење низ швајцарските Алпи. Како тест возило послужи новиот Continental GT Speed, за чиј 4-литарски плагин хибриден мотор горивото го обезбеди Порше од неговата пилот фабрика во Чиле. Тоа за користење во британските луксузни купеа беше измешано со 25% класичен бензин, што според податоците од производителот резултираше со намалување на емисиите за 93%. Не е објавено дали со користење на еколошко гориво другите параметри на моторот се изменети. Максималната силина од 782 коњски сили, на пример. Што се однесува до чисто електричните модели на марката, тие ќе започнат да се појавуваат дури во 2027 година.
Додека во Европа стагнира, Мицубиши бутно ги следи трендовите во земјите на Југоисточна Азија, за каде подготви сосема нов теренец каков досега немал. Главна карактеристика на концептот што го најавува, кој е голем колку Volkswagen Tiguan, е што има 7 седишта. Поставена на продолжена платформа на помалиот X-Force, што значи дека ќе има погон само на предните тркала. За поголеми предизвици ќе се грижи електрониката со 5 режими на возење прилагодени на климатските услови во тамошните земји. Дизајнот му е префинет и автентичен, со интересно решен преден дел која нагласува динамичноста. Бидејќи е наменет за купувачи кои бараат семејно возило, за секоја прилика посебно внимание е посветено на пространата, елегантна и функционална внатрешност. Продажбата ќе му започне во вториот квартал идната година, а не е исклучено да биде понуден и во други региони од светот, меѓу кои Европа сигурно не е. Согледувајќи ги недостатоците на своите потенцијали за поголемо присуство на американскиот пазар, Volkswagen ги представи првите модели од реактивираната марка Scout. Наречени Terra и Traveler, пикапот и кросоверот со својот благ ретро изглед се навраќаат на моделите кои како претходници на кросовер возилата некогаш беа популарни. Во своето модерно издание тие ќе бидат опремени со електрична погонска група за која многу малку се знае. Објавено е дека ќе има автономија од 560 км, поддржана моќност на полнење до 350 кW, вртежен момент од дури 1350 Нм и забрзување до 96 км на час за 3,5 секунди. Најавена е и верзија со мотор со внатрешно согорување, кој ќе ги полни батериите без да го движи возилото, со кој автономијата ќе порасне на 800 км. Од другото што се знае дека погонот на сите тркала ќе биде стандарден и дека цената ќе стартува од околу $60,000. Почетокот на производството се очекува во 2027 година. Горди на својата традиција, дури кога таа е измислена, англичаните ја обележаа 60 годишнината од појавувањето на култниот филм Goldfinger со Джеймс Бонд. Во тој филм главниот негативец се обидува да прошверцува злато во панелите на каросеријата на својот Rolls-Royce Phantom, што беше доволен повод еден неименуван колекционер да посака нешто слично. На негова желба, британскиот производител подготви специјална изведба на модерниот Phantom, преработен како оној што се појавува во филмот. Изработката, која траеше 3 години, оживува доста елегантни и разиграни карактеристики на автомобилот, од двобојна каросерија преку комплексна скулптурална галерија во внатрешноста до златна голф палка во багажникот. Од златото се направени и доста други елементи на автомобилот, дури и плочката со бројот на шасијата која завршува со 007. За комплетен впечаток обезбедена е и регистарска табличка AU1, каква што автомобилот имаше во филмот. Златото во голема количина го користеше и Астон Мартин, кој по истиот повод најави специјална едиција од 60 примероци на DB12. Добар дел од внатрешноста е облагороден со скапоценениот метал, а бојата на каросеријата и тркалата се изведени како на автомобилот кој Джеймс Бонд го возеше. И седиштата се во тој стил, додека механиката не е менувана. За погон се користи 4-литарскиот V8 од AMG со 680 конски сили. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години
Обштествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Новиот Макан. Една нова енергија. Реагираат сите сетила. Моќта те обзема. Тој е смел, динамичен и целосно електричен. Новиот Порше Макан. Порше Македонија. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408 со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Од далечниот исток ни доаѓаат возбудливи вести. Кинескиот Чери започна да произведува автомобили во 1999 година и за период од 25 години успеа да произведе 15 милиони возила. Таа компанија е најголемиот извозник на возила од Кина, а на европскиот пазар сериозно ќе се ориентира од следната година, кога ќе започне со работа нејзината фабрика во Барселона. Кинескиот Чери се пофали дека досега има произведено 15 милиони возила. Компанијата, основана 1997 година, всушност се изговара Кири, но кинезите тогаш погрешно ја направиле транскрипцијата на англиски. Затоа пак не грешаа многу во напредокот. Со производство започна 99-та под лиценцата на Сеат, а после само 4 години станаа најголем кинески извозник на автомобили што се и ден денес. Тогаш започна и со собствен развој на возила и погонски агрегати, во кои беа вклучени и западни фирми, меѓу кои и Пининфарина. Иако е државна компанија, Чери, за разлика од другите кинески производители, не се залетуваше со амбициите и преценувањето на своите потенцијали, заради што се развиваше побавно, но постабилно. Така стигна до производство од 1,9 милиони возила, колку што изнесуваше лани, од кои повеќе од половина се извезени во околу 100 земји ширум светот. Има развоен центар во Франкфурт кој работи веќе 6 години и иако преку разни бизнис релации неговите возила на некои пазари се присутни уште од поодамна, никогаш ја нема директно нападнато Европа. Тоа ќе се случи откако ќе започне со производството на своите возила во поранешната фабрика на Нисан во Барселона, веројатно идната година ова време. Во пресред на EICMA, Honda започна со загревање на јавноста за своите новитети и ја представи новата ѕвезда на својата понуда со која ќе се збогати семејството Hornet.
Дизајнот е чист и агресивен, со карактеристични двојни лед светла кои му даваат остар изглед. Резервоарот и задниот дел се обликувани да го задржат традиционалниот хорнет изглед, додека минималистичката структура дополнително ја нагласува спортската природа. Со срце преземено од CBR 1000 Fireblade, овој моторцикл обезбедува возбудлива комбинација на перформанс и управливост. Тоа го гарантираат неговите 152 конски сили, кои ги развива при 11.000 вртежи во минута, менувачот со кратки преноси и новата рамка со висока цврстина. Предната шоа видушка и низата напредни функции на софистицираната електроника со 5 режими на возење и стандарден систем за ипно запирање овозможуваат извонредна и безбедна динамика. За возачите кои сакаат повеќе на располагање е и SP варијантата со плюс 5 конски сили и високо квалитетни компоненти како што се подесливите Олинс задни амортизери и Brembo сопирачки. Шемата за именување употребувана 30 години се редефинира и Ауди врти нова страница. А4 станува А5. Во иднина непарните броеви ќе бидат резервирани за моделите со мотори со согорување, додека електричните модели ќе се означуваат со парни бројки. Секако, дека господарот на прстените не остана само на реименување на моделот, туку обезбеди покрај новата платформа нови хибридизирани мотори и изголемени димензии. Во новиот Audi A5 задржани се двете каросериски форми, седан и караван, и двете достапни во изведбата S. Мала забелешка за љубителите на класични седани дека сега A5 има 5 врати што го прави лифтбек по вокација. Со зголемување на должината од 67 мм во однос на неговиот претходник и 72 мм повеќе простор за нозете во задниот дел, A5 се позиционира во високата средна класа. Новата серија A5 ги носи првите мотори на пазарот со новата технологија на Audi Mild Hybrid Electric Vehicle Plus, што е 48 волтен благ хибриден систем со стартер генератор на менувачот и батерија од литиум железофосфат. Во понуда ќе има 4 мотори. Почетниот е бензински 2.0 TFSI со 150 конски сили, а има и негова верзија со 204 конски сили, кој опционално е достапен и со погон на сите тркала. Единствениот дизел во портфолиото е 2.0 TDI со 204 конски сили. Тој е стандардно опремен со новите благи хибридни компоненти и може да се нарача со погон од кватро како опција. Топ модел е S5 со погон на сите тркала со 367 конски сили и 3-литарски V6 бензински мотор. Новиот A5 треба да импресионира со својата динамика и агилност, но и со својата удобност. Стандардно има динамично подесено подвозје. Алтернативно достапна е спортската суспензија S стандардна кај Audi S5 со електронска контрола на амортизерите што допринесува каросеријата да биде поблиску до тлото за 20 мм. Во внатрешноста вклучени се нови дисплеи и тоа 11,9-инчниот виртуелен кокпит на Audi и 14,5-инчниот MMI панорамски дисплеј со заоблен дизајн насочен кон возачот. По примерот на братот Porsche, има и трет дисплеј пред со возачот. За аудиофилите, Audi нуди опционален премиум звучен систем Bang & Olufsen со 3D звук и звучници во потпирачите за глава. Според производителот, вкупно 20 звучници и 2 засилувачи со моќност од 810 вати обезбедуваат уникатно аудио искуство. Audi A5 и S5 ќе бидат лансирани во матичната земја и многу европски пазари месецов.
Новата серија 2 Grand Coupe ја има истата поларизирачка предница како и серијата 1. Под кожата, кај обновената серија 2, многу работи остануваат исти со тоа што автомобилот ги задржува основите на својот претходник, но со поголеми димензии, нова внатрешност, стандарден менувач со двојна спојка и подобрено подпирање, таа ќе остане да биде посакуван модел од палетата на баварците. Пред се поради моторите, бидејќи почетните изведби се 4-цилиндерски засилени со 48 волтен хибрид. Тоа е бензинската 220 која испорачува 170 коњи, како и 220D со 163 коњски сили. За љубителите на дизелот ќе се нуди и 218D, кој нема да има хибридна поддршка, поради што има 13 коњски сили помалку. Оние кои преферираат поголема, понудена е бомбардерската изведба M235 X-Drive со 312 коњски сили со 400 Нм достапни помеѓу 2000 и 4500 вртежи во минута. Другата поголема промена во однос на претходната изведба е воведување на 7-степен менувач со двојна спојка. Новиот менувач овозможува побрзи префрлувања, додека возилата опремени во M-Sport ниво добиваат функција Boost, која ги мобилизира силата и подпирањето за максимален напад кога ќе го повлечете и држите левата лопатка за менување на преносите зад управувачот. 18-инчните тркала се стандардни, додека други дизајни и надградба од 19 инчи се опционални. Компактниот седан малку порасна, меѓуоскиното расстојание и ширината остануваат исти, но вкупната должина на автомобилот сега е зголемена за 2, додека висината е зголемена за 2,5 см. Ентериерот ќе биде вегански без понуда на кожен тапацир. Новиот заоблен панел обединува два екрани пред возачот од 10,25 инчи и централниот од 10,7 инчи. Новиот BMW 2 Grand Coupe ќе започне да се продава од февруари 2025 година, кога го очекуваме и кај нас. Добре дојдовте назад во Руселска има. Opel Grandland е третиот модел на групацијата Stellantis кој е поставен на медиум платформата на овој конгломерат. Тоа значи дека ја дели основата со Peugeot 3008 и 5008. Но Opel се потруди да остане доследен на својот имидж. Па на предницата, како што гледате, аплициран е визор дизајнот кој му дава една посмирена нота на изгледот. Иако се вметнати целата маска стаклена, односно пластична, која свети и светлечкиот знак, тоа пружа едно посебно чувство за возачите на Opel, бидејќи во голема мерка се одвојува од своите француски братучеди. Поставен на 2,87 метри основа, тој е долг 4,68 сантиметри, што значи дека има доволно простор на секаде, дури и за 5 патници. За жал не се најавува верзија со 7 седишта. Задниот дел исто така го задржа оној потпис на Opel, но сега гледате дека малку повеќе емоции се ставени во дизајнот. Го немате знакот на Opel, но исписот Opel јасно се гледа. Што се однесува до багажниот простор, тој е голем. 550 литри може да собере, така да имате многу простор за оставање на дребули. Иако братучет со Peugeot 3008 и 5008 дури и во внатрешноста Grandland успеа да задржи својата индивидуалност. Пред се тоа е начинот на седење и поставеност на возачот кој ја има
многу добро прегледноста пред себе. Сходно на електрификацијата идат и големите екрани. Пред возачот е 10,2 инчен екран, а централниот има 16 инчи. Кај поевтините верзии, сепак централниот монитор е од 10,2 инчи. Ергономијата е одлична, мене ми се допаѓа што имате и физички копчиња кои ве носат не само во менијата, туку и можете физички да ја наместите климата и температурата, како и јачината на самото вентилирање. Материјалите во внатрешноста се одлични. Мора да се напомене дека сите тапацири се 100% од рециклирани материјали. Значи, Opel на големо мисли и на екологијата, не само со погонот, туку и со употребувањето на материјалите во внатрешноста. Сето изгледа одлично завршено, одлично направено, дури и на допир се чувствува дека Opel ја зголеми не само завршната обработка, туку и материјалите во внатрешноста. Opel Grandland Electric се напојува од батерија од 78 киловат-часови, која го напојува единечниот електричен мотор со сила од 214 коњски сили и 375 ньютон метри. Овие параметри укажуваат дека може да се обезбедат сосема динамични својства. Забрзувањето од стоечка позиција до 100 км на час е 9 секунди, што не е во врвот на класата, но сосема е задоволително да ги задоволи спортските апетити на семејните возачи. Сепак, императив кај овие возила е економичноста. Со оваа батерија, според WLTP циклусот на возење, Grandland може да помине 538 километри со едно полнење. За оние кои тоа не е доволно, ќе треба да се стрпат до следната година. Тогаш Grandland ќе ја добие својата изведба со 2 електрични мотори и поголема батерија од 98 киловат-часови. Во градски циклус на возење Grandland многу добро се чувствува, затоа што и покрај големите димензии кои ги има, тој сосема добро се однесува. Споради седењето на возачот имате јасна представа на својата околина и можете прецизно да го навигирате своето возило, па дури и во најтесни улички. Тука на помош доаѓаат и асистентите на возачот. Но она што е поинтересно во возењето во градски услови е рекуперацијата. Како и секое електрично возило, и Grandland ја собира енергијата која се троши на сопирање за да ги обнови своите батерии. Во Grandland, како и кај останатите електрични возила, имате на располагање 3 нивоа на рекуперација. Дури и во најсилното ниво не можете да го почувствувате така нареченото возење со една педала, но тоа не може да биде недостаток, бидејќи секој возач кога вози природно и инстинктивно ја користи сопирачката. Иако е ист во каросерија и во платформата со Grandland кој ќе доаѓа со благ хибриден погон и со мотор од 1,2 литри
и 136 коњи. Електричната верзија има поинакво подпирање, односно таа има мултилинк подпирање, па затоа нејзиното однесување во сите сценарија на возење е многу поприфатливо и дава многу подобра интеракција на возачот. На автопат, кога возите, можете комотно да користите еден од трите модуси на возење. Економичниот ви овозможува да добиете на располагање 160 коњски сили, во нормал модот на возење добивате 180 коњски сили, додека максималната моќност можете да искусите само во модусот спорт. Кога ќе се префрлите во спортскиот модус на возење, тогаш и чувствувате дека на сила стапуваат и адаптибилните амортизери. Тие овозможуваат подобра интеракција, малку погрубо подпирање, но сепак акцентиране спортскиот начин на реагирање на Грандленд. Тоа го трансформира Грандленд од спортско корисно возило во спортско корисно возило кое може да поддржи не само срамежливи спортски амбиции на возачот. Иако е прв братучед на Peugeot 3008 и 5008, Грандленд остана Opel што се однесува до ергономијата. Единствен рецидив што е добиен од своите француски братучеди е малку поизвлеченото тркало на воланот, кое е забележливо кај возилата на Peugeot, но тоа не го нарушува просторот за седење, дури ниту возачката ергономија, која морам да кажам дека е подобра кај Грандленд отколку кај 3008. Секако дека ова не е спортски автомобил, ова пред се е кросовер наменет за семејствата и наменет да ви пружи едно релаксирано чувство при патување. Но кога треба да претекнете, како што јас сега тоа го правам, тоа ќе биде можеби не молневито, но сосема добро за да ги поминете предизвиците дури и на горнина. На локални патишта однесувањето на Грандленд е многу зрело, па дури и во свиоци. Тој добро ја распределува својата тежина и ви овозможува да направите кратки излети во полето на поагресивно возење. Поради поставеноста на батериите, тежиштето е ниско, па затоа сите 4 тркала многу добро лежат на патот, иако има само погон на предните тркала. Па можам со мирна совест да кажам дека Грандленд Електрик ги исполнува сите очекувања на возачите кои немаат претерано спортски амбиции. Opel Грандленд наскоро ќе пристигне во Македонија, но можеби електричната верзија ќе доцни. Таа во Германија чини 46.000 евра. Рака на срце, таа е извонредно опремена, дури располага со удобства како што се греачи на седишта и на воланот. Не може да се даде замерка никаква, ниту на асистентите, дури и имате бежична поврзаност со Apple CarPlay и со Android Auto, што е од голема помош при возењето. Сепак интериерот на Opel Грандленд не е толку фанки како кај неговите француски пандани, но ги има сите остварувања кои ги имаат и французите, но тоа е искажано на еден поинаков начин, на германски начин, каде што прецизноста и јасноста се во фокусот на изразот на интериерот.
Во моето возење забележав просечна потрошувачка од 18,3 киловат-часови на 100 километри. Во реалност тоа би значило дека од пропишаните 538 или 540 километри, како што е декларирано, вие ќе можете во реалност да поминете можеби 100 километри помалку. На автопат можете да застанете и да ја дополните батеријата, барем во Германија, на брз полнач за 28 минути од ниво од 10 до 80% на капацитетот, што е сосема брзо. Opel Grandland покажува дека ја исполнува својата задача. Се понатрупаниот сегмент, C-сегмент на електрични кросовери наметнува голема конкуренција на пазарот. Но Grandland има своји аргументи. Можеби нема да биде најпродаваниот, можеби нема да биде најпосакуваниот, но сепак ќе биде во фокусот на вниманието на оние кои сакаат да имаат електричен кросовер од C-сегментот и кои имаат семејни потреби. Во следниот период Opel Grandland ќе пристигне во Македонија, кога повеќе ќе можеме да го тестираме, но онаа неговата изведба со умерен хибрид. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. До гледање до следната сабота.